Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Ζαλόγο Κούτιν. Σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε στο χορό μας τον Βλάτκο Μιλωτινόφσκι. Μας κάνει μεγάλη τιμή που ήρθε σήμερα στο χορό μας. Βλάτκο Dobro Dojteste. Ova država, Grcija, posle 12-13 godina počna agresivno grciziranje na сей сешто. Тргнуваат се станува збор и со топонимите, со селата и како се викат. Например, сите 88 села што се во Леринската околија, сите имиња се поинакви отколку што биле пред 1026-28 година. Македонските села постојат уште во Калјарско околија, се околу 20 по број, како што е село Емборе или на грчки Емборио, село Дурутово или по грчки Проастио. Туа нашо село се казваше Четирок, сега по грчки Месопотамија. По-горе најубавото село, богато и големо село беше Забени, сега се вика Дендрохори. Моето село од Врбени или Ексису, каде што беше 200 години во Отоманската ига, се нарекува Ксинонеро. Ние му викавме по македонски Гуменџа, сега се направи Гумениса. Моето село, дека живеам јас, се викаше Петгас, а сега е направено Пендалофос. Селото што сум роден се вика по грцки Лофи, а по македонски Забрдени. Околјата е Лерин, Флорина по грцки. Ова е типична грчка политика на некој начин да докажува зошто и како овај дел во Грција има грчки карактеристики. Реките и тие са сменети, ама големите реки. Нека кажеме Вардар сега, што е близо до нас, се вика Аксиос. Планина Кајмакчалан или Ниче, што е на македонски, што сега се нарекува Ворас. Беласица се вика Белес, и Керкини има сега, и друго има му ставија, има три имиња, то две грчки, едно македонски. Паик планина Голтачука. Они акалдеа метеризи, шак му текна на секој ден. Гандач планина, Гандач, ритката Гандач, акалдеа друго име, грцки размислими имиња. Ама ние се изнаеме по македонско. И до сега шумсто още и користи македонски имиња. Ама сега гледам, извагат карти нови, прават да уништат се. Како се викаш? Христо. Тука си од Воден? Воден. Воден града. Воден град. А тука во Воденско има многу македонци? Има. Ти си македонец? Јас сум македонец. Стар македонец. Колку години имаш? Јас 82. Да си жив и здрав. Јас не сум ни бугарен, ни грк. Македонец. Има Мануил, зо ек си на 3 хрони земјански некој проблема, нету с македонески, ме таа трагудев, ме таа ова. Си ти се? Его и македонас, ме красијатиш. Јас се викам Коста Стасопулос, а по македонски се викам Кочо Ташев. Јас сум Петр Димчев.
По грчи Петрос Димцис, името ми е татко ми Кириакос, майка ми Ставруля. Моето име е Димитрис Йоану, или по македонски Димитър Йованов. Пеце Василядис. Македонското презиме ми е Пеце Бенишев. Се викаме Колевски. След да ни го минае името Николао. Кочо Кьосев, по-гръцки Костас Кьосис. Ставрос Ципас на гръцки, Ставре Ципов на македонски, то време. Имінята почна държавата да ги официално да ги менува. То е типично грцизирanje на македонското население. 30-те години, кога почна да дели режимот тогаш, Метаксас, що беше диктатор, познатите лични карти. И имињата ни имена ја, и знаете. 28 година име, презиме, шо имаше тука македонско, менаја по грцки. Да се заборави се шо имаше тука, тие знаеа шо правеа. Тие си имат една таква линија што велеот и тука не стана ништо, нема таков народ, немаше никој пат, тука имаше секој пат грци, од Александар, не знам, од пред Александар, од пред 5000 години, и тоа тешко е да се смени. Се наоѓаме во Зеленич. Како се викаш? Се викам Георги Воглидис, Георги Боглев. Ти си од тука, од селото? Од селото Зелениче, тука се роди и тука живам. А на ово село има македонци? Има многу македонци, се кријат појките. Јас со мојот ум велам, тој што сака да биде, може да биде. Сакаш грк да биш, може грк да биш. Сакаш турчен да биш, турчен ќе биш. Ка сака секој еден може да биде. Јас ка сум македонец, не може да ме прават што сакат они. То сакам да речем. Поздрав на сите македонци, од мене и од сите македонци тука у Грција, у Канада, у Австралија, у Турција, што има многу македонци и тамо, и у цел свет. Се трудам да ја научам, да се научи по македонски. Другите деца на нината возраст не му лафат, не му зборват луѓата на македонскиот език, таткоите, мајките. И сега многу пат и ќерка ми веле, абе тате, шо ме мачиш? Зашо ми зборваш на вој език? Македонското јазик јас го чух за прв пат од дома, од домашните. Од баба, дедо не го памтам, од баба, од татко ми што говораа со мајка. Баба ми не знаеше арне грчки и јас го научив од неја. И она се научи од мен грчко. Сато село зборме по македонски. Наши, ние, меѓу нас. Со грците не можеме да се разбереме, со грците се лав на грцки. Мек ние се родим со две езици. Сега работите да не растурме големи се. Работите и многу тешки и жални за нас македонците, што толку години сте не можеме да застанеме на една држава, на едно место. Најшот народ, сега ако зборуваме за тука малца политика, са погарчена кмили. Това е тежка работа. Старите поминаа многу лоши години. И порастиме во лоши години. Зошто ние дома зборваме друг език? И баба ми велеше, да не ти е гајле, не опитвај, да се ја пулиш работата. Оти може да има страх, може не знаех, не можех да докажам зашо. Ама ми беше чудно, зашо со мен ми говорат грцко и меѓу нив говорат македонско. То ми не ми беше јасно. После разбрах нек што ја работата. Државата многу го испаска во народ, македонско народ. Да се плашиш, се плашиш, ali da se srami što si Makedonec, ima mnogo ljudi što se srami što su Makedonci. Ако се правиш грк, нема мака. Ако демек се направиш мајмун,
не е тешко. Може да речеш, јас, знаеш, не знам македонски, не се роди македонец, немам грк сум. Мајмун демек. Ама се направиш мајмун, лесно е. Не те гиба никој, немаш мака. Ако си македонец и го велиш тоа, го кажваш јавно, тешко е. Тешко е. Ке најдиш луѓе да те сопнат, ке најдиш луѓе да те малтретират, па ќе се јават на телефоно и може да ти речат ќе ти изгора тебе и фамилијата, а не знаеш кој е тој. Не знаеш, велиме, тешко е. Баба ми, шо ќе ни кајсе, се беше по македонски. И приказни по македонски, и песнички, и се по македонски. Мајка од време на време кажуваше песни, што арно што се писаа вие песни, има наши луѓе што ја писаа, да кажем. Дома, ако има баба, знае приказни, знае македонски приказни и песни. Малце много знае. Мама по некој пат, кога прашаме некој песна, се забрајва. И така много пати, така од самта му греде, и му велам, чекај мамо, ќе одам ќе ја пишам сега, за да не забрајме. Најважно за нас македонците тука во Грција е дека иако повеќе од 100 години се превзедува еден куп мерки за македонската традиција, јазикот, фолклорот да исчезнат, успеавме да ги зачуваме. И така ден денес во 21 век на полно македонски села се пее на македонски, се негуват ората и песните и обичаите како што е Коледе, Лазарица, бабарите и така натаму. Лек по лек испаднаа некои деца, јаки да кажеме, што сакаа да се баркаа, што се баркаа културата, да не се плашат да окажуваат по македонско орто. Лек по лек почнаа да клават и по 2-3 ора, по 2-3 песни да се пее. Само еден податок ќе спомнам дека до 90-те години, кога поголем страв постоеше, само во 4 села низ Егејска Македонија се пееа македонски песни по разни панагјури и собири, сега се пеат на над 200 села. Тоа успеавме да се зачува. Песната и орото ќе го слушниш во панигири, ќе го слушниш во свадби. Многу разници што пееме, дети што правиме у селото. Децата се први у орото, македонски ора. Кога играат оро, си пеат. Си пеат македонски песни. Не го лафат езико. А го слушат македонски песни, се озлават. Го имат натре у срцето. Ки пулис да играат оро, народ ки пуле и ки си пеат. Кад се играат оро, ки си пеат. Музиката не пее, децата си пеат. Го имат отнатре. Од Костур, после толку години што се врати во Егејска Македонија, во Грција, што успеа. А и тоа со лагао, не оти, демек, кога направи Грција законот за политичките бегалци, не знам шо, тој отиде истата вечер тамо во Словенија, никаде во консулатот грцки, и тие дур да разберат оти дали е македонец, дали е вака, дали е грк, му дадоа една книга, си дојди човеко се врати, еден тој го запозна и се бројни на прстите, 5 луѓе, 3 луѓе. Едни од тие што избегаја се врати, ама малце, многу малце број. Ко луѓе што рекоа ти грешка направиме, знаеш како тоа било, за да се вратат, инаку не можеш да се врати никој. Има многу што, така и, како веле, Папа Јоану, што се прода. Други пише во Скопје кога беше, други тука пише. И се правише и за Гарк. И денес, и тука на селото, има многу наши луѓе. Плаче за тоа нешто, ала се плаше многу. Се плаше за тоа. Јас не можам да разберам. Има луѓе сега 80-90 години стар човек, се плаше. Моли, што се плаше сега? Што ќе ти прави? На мене, моли, зашто не верам нешто? Јас мислам, повеќето наша е грешката. Се плашена.
Кога дојде даскало опет о Румо, една чупе станува, веле така и така, Джордж и ови пеја македонски, му веле на нас на дечината. И даскало веле, кој пееше македонски, ти му кажи, тој јас пееше македонски, да сум зашто пееше македонски, ја му че спиеш и фаде да ме бие. Зашто да ме бие, но зашто јазико говорим, децо. Не смеа никаде, нито во црква, нито никаде да зборуваат македонски. Све требаше да биде грчки и они имаше многу полиција, војници да слушат. На вечерта луѓето се плаша и дома да зборуваат македонски. Вратите, клученците му клававме книга да не се слуша гласо. На пенџерите клававме кебина, да светлото да не бие, да не се слуша нашиот јазик што се зборуваме со мајката и таткото или пријатели, гости кои не градеа. Саксира се викаше, како денес го памтам, се качи на црквата на високо место и собра цело село и вели во език треба да се пикне од земјата, да се забрани. Мила елиника, ја ти са плиронис ке де са милас. Значи, што значи? Овде е Грција и ке зборуваш грчки, инаку ќе платиш ако зборат туги јазик во Грција. Дедо ми уште кога дојдеа грците, бидејќи говореше на македонски, го бесија грците во селото. Дојде многу тешко на мајка ми, на татко ми, кога се дојдов дома јас. Кога пеев грцки јеројски песни, тие ми рекоа, му закачив нож, а мене ми кажуваа зашто. И за доста време пред да ми каза, оти ние не сме грци и тие песни што ги пеав јас против нас. И од тога се науков јас кој сме. Извинете. Стигна војската и киниса од куќа на куќа да бери деца. Мајка ми ме облече мене во нејзини плачки, ми кладе бабушка, ме врза и ме клае на оџако да готвам. А моето братче малото го пикна за дама амбаро. Беше малечко, можеше да го пикне, да го скрие, да не го земат грците. Мајка ми беше затвор, цели 6 години. Ние деца бевне, голи и боси. Ништо не бевне над нас. А мајка Јас имав 8 години. Тога ме зеде од мајка, од татко. А јас бев такво дете што не можев една ноќ да спие без мајка. Јас на тој ден го напуштив родното село и уште еднаш не се вратив назад. Οι κυρίες μας μίλησαν για τα παλιά τα χρόνια και για τους λανθασμένους χειρισμούς των ελληνικών κυβερνήσεων που και εδώ, όπως και στη Θράκη, περιθωριοποίησαν πληθυσμιακές ομάδες. Ξύλο! Τι ξύλο της έδιναν? Γιατί εδώ δεν μας άφηναν να μιλάμε μακεδονικά. Εμείς είμαστε ντόπιοι. Ξέρουμε τη γλώσσα μας και δεν μας αφήνανε να μιλάμε. Ούτε ράδιο να στείλεις, ούτε τίποτα. Αν σε ακούγανε και ξύλο. Βούρδελο. Πότε άλλαξε αυτό? Τώρα είναι το Πασόκ από πότε μπήκε. Παπανδρέου. Εδώ, σε αυτή την έκδοση για τον Ακρίτα που την έχεις εκμεληθεί, την έχεις γράψει εσύ. Τον Ακρίτα, τον μου λες Μπούφι. Ακρίτας ή Μπούφι?
Και Μπούφι και Αγκρίτας. Μπούφι ήταν το παλιό όνομα του χωριού. Ναι. Το πιο παλιό μου όνομα ήταν Μπούφ. Μπούφ, σκέτο, χωρίς Το το 1918 έγινε Μπούφι. Ναι. Και το όνομα αυτό το πήρε το χωριό τους πολλούς μπούφους που είχε. Λογικό. Πολύ λογικό. Απλό. Και φυσικά έτσι το ξέρουν και όλοι, ακόμα και σήμερα. Στην πορεία, πολύ πρόσφατα, το 1957, με ένα διάταγμα μετονομάστηκε σε Αγκρίτα. Για να ελληνοποιηθεί. Προφανώς, ναι, όπως και όλα τα χωριά της περιοχής. Από το πόλεμο γκρεμίστηκε το χωριό. Και μετά τον πόλεμο τι έγινε για αυτή ο κόσμος? Σκοτώθηκαν, έφυγαν μετά. Η πεθαρά μου εδώ, στον δρόμο, ερχόταν από τη δουλειά και Τον τη εμφύλιο σκότωσαν. λέτε, Ναι, τον εμφύλιο. το 48, το 49. Έχουν φύγει πολλοί, έχουν πάει και στην πρώην Ιουγκοσλαβία πολλοί. Άλλοι έρχονται, άλλοι δεν μπορούν να έρθουν. Εγώ έχω 3 εγγόνια εκεί. Αδελφό. Πού μένουν? Στη Σκόπια, στην Πίτολα. Moby Mac welcomes you to the Republic of Macedonia. Have a pleasant stay in our country. Јас имам мајка 92 години. Родена е на 1896 година. На 1896 година. Која таја кога дое Грција, таа беше чупа. И тогава она се самажила. И таја не знаеше грчки да прегори никако. И ден денеска да ја прашаш, неа таа грчки не знае. Одека ние? Одека тој јазик наш? Кога грците, кога ние грчки јазик вчера дое кај наска? Друго, тие селата наши кои тие ни прекрстија. Моето село се викаше Врбини, тие го прекрстија да се вели и тя. Лерин. Лерин се викаше Лерин по наше, па тие го прекрстија 26 и 7 година во Кладоа Флорина и таму једе се не знам шо. И одека ние ќе бидеме Грци. Ние кој што рекоа тоа понапред дека по Турчино беме толку години и Турчино не успеа да не потурчи и да не мерни верата и јазикот. Не Грко, Грко дојде вчера. Дека още имаме живи луѓе кои знаат од Грко дојде вчера, не е кој од кога дојде. Хајсташе, како си? Добро, вие? Колку години имаш? 90. Кај си родена? Село Буф. Буф, Леринско, Македонија? Ја. Војничка Македонија, ја. Ти ко беше мала, зборваше македонски дома? Ами не знам, дури немав на грци на школа. Да се учиме грци. Си зборвав наша, се не идам на школа. Не учеа грци. Ама ако сте греф на школата, ни велија да не зборвате чужи јазик. Ке стојат дома да велите калимера, калиспера. Ама ти беше македонка секој пат? Македонки. И тие не рекараја и дома. Македонците да се држите, не слушат те што не лажат. Ти секогаш знаеше само наш јазик, не знаеше грчко? Кој на школа? Сигурно. Седне ти сакаш да се смени името на Македонија сега? Но. Оти? Ами ние сме македонци, кажа. Кој може да смени? Толку години по Турција беме. И да ни смена се, веќе ние сме бошкари. Трајко Мајнов. Адреса село Илиджиево, Солунско. По грчко каже. По грчкото. Јоанес Манос. Неа Халкидонот и Салоники. По кој да ти го кажам? Благорода? Мајнова. Мајнова. По презимето от татко ми Попова. Така? По гръцко Вангелица Ману. Пападополу. Халкидона. Тесалоники, периферија. Да. Да ве прашам се, Еднаш как? каде го научивте македонскиот јазик?
Ама са родили. Нема нашите родители друг език. Македонско само зборував. Да. Нема друга И ден работа. до денешка роми. Македонци сна. Ние и македонци ке умрма, що направо. Не може да биде. Сега работите да не разтурме големи. Ке ви пея. Не, сега да не пея. За кажем, може що пет. Ако не пея. Карай. Нема да се страмуваш, каже пет речи. И как да кажа, бе? Кара, знае много. Ако не пея. Кой е да каже? Кой сакаш? Како е сакаш? Не, Ја имам глас сега на 2 години да пеем. Да, стани ќе го Кажем. Дай ми бабо колача, да сачинам юначе, да си одам по дружина, да нема изеда пес за газина. И те доема. Dečki, dovoljno pesma, idete! Večni vekovi, ljubav fige i belorski, ovaj nas sveti naši korenija, od isti majki duka rodeni. Gleda te nema, ama ele sve, same nam stricolu norovi kabe. Gleda te nema, ama ele sve, makedonski veseli gordove. Se igra i peva.